Како што ви навести насловот, денеска ќе зборуваме за тајната на среќата. И веднаш ќе кажам, ова не е некакво мистично предавање, да ви дадам некој клуч кој што ќе ви ја отклучи вратата на среќата во вашиот живот. Ова е всушност потсетување на клучна животна вистина, клучна библиска вистина, клучен библиски извор за тоа каде реално јас и ти можеме да најдеме среќата. И она што сакам да го кажам на почетокот е да ве потсетам на книга со која што сме во диалог, а тоа е Моќта на навиката од Чарлс Дюхик. Чарлс Дюхик зборува за следново. Зборува дека секоја наша навика ја има следнава структура. Има сигнал, има рутина и има награда. И ние сме, како човечки битија, создадени да бидеме среќни. Создадени сме да искусуваме благосостојба. И токму тој наш длабок копнеш по среќа, по благосостојба е нешто што многу добро го знаат производителите, значи го знаат маркетинг компаниите и сака да ни кажат што сака да ни кажат. Еве ви го сигналот, реклама или некоја како да кажам, некоја моментална наша потреба и не воведуваат во рутина и ни велат дека ако ние го земеме нивниот продукт ќе стигнеме до среќа. И тоа е како функционира најчесто маркетингот и сметам дека ние мораме, би требало како луѓе да го прошириме нашиот регистар на разбирање. Значи ние да видиме од каде всушност е среќата во нашиот живот, да го прашаме, односно да се информираме од оној кој што нас те создал, од Бог и од неговите упатства. И во тој смисол сакам да кажам едно нешто. Ово што ќе го кажам сега, прво, е дека постои еден, да го наречам, нездрав аскетизам, кој што е влажно христијански, кој што нас вака ни вика. Се што е добро во нашиот живот, се што ни прави да се чувствуваме добро во нашиот живот е всушност лоша работа сама по себе. И дека целта на христијанскиот живот е ние се што е такво во нашиот живот треба да го елиминираме, да се стремиме малте неко некаква мизерија во нашите животи и ете, тоа е христијанскиот живот. И сметам дека, слушнете ме добро, сметам дека една од најдобрите нешта, едно од најзначајните нешта за мене и за тебе да го разбереме следно. Дека јас и ти во нашите животи многу често умираме за погрешни нешта. Дури и како христијани, како следбеници на Христос, ние во нашиот живот умираме за нешта за кои што апсолутно Бог не планирал да ги тргне на нашиот живот, ниту планирал нас да не мачи со тоа што, не знам, како мало дете, ќе ни даде негде десерт и ќе ни рече, се ово немојте да го пипкате. Значи, тоа е тој момент и сакам да кажам дека христијанската духовност е заснована на навики кои што не водат кон благосостојба. Но чијашта рутина, тоа е клучното, чијашта рутина е различна од она што најчесто нас не се пласира во овој свет. Денеска сакам да зборуваме за тајната на среќата. И тоа сакам да зборувам за тајната на среќата која што е од Бог дадена. Значи даден е пат до среќата, до моето, до твојата среќа, до радоста, до како да кажам, до убавото чувство, значи. Онака како што Бог тоа го замисли. Имаме едно послание, тоа значи дека тоа писмо од апостол Павле до филипјаните. Во втората глава Павле вели вака: не правете ништо од честолюбие или за празна слава, но од понизност сметајте се еден друг за погорен од себе си. Не грижете се секој само за себе, туку и за другите. Видете, овие стихови Павле ги дава некаков апел, некаква, не знам, Пауло Коелјо мудрост, туку зборува за луѓе кои што се следбеници на Христос, зборува за оние кои што биле дел и од тие заедници во поширока смисла во тоа време, кои што можеби се уште не се следбеници, како што некој од вас, но едноставно имаат љубопитност, симпатизери се или сте и сакате да дознаете зборот повеќе. Ова не е само ајде го правиме ова, туку ова што го зборува Павле е директна импликација на она што ние го видовме во Христос. А тоа е живот кој што суштински значеше давање за другиот. И она што е непобитна порака на Библијата е всушност повикот ние да го љубиме Бога и да го љубиме ближниот како самите себе си, затоа што не затоа што тоа е најстрашното нешто, напротив, затоа што тоа е всушност темелот на исполнувањето, темелот на среќата која што јас и ти во нашите животи можеме да ја најдеме.
И она што сакам да го кажам денеска, всушност дека имаме барем неколку работи кои што треба да ги направиме за ние ваквиот тип на среќа, ваквиот тип на радост да ја искусиме. Радоста во грижата за другиот, радоста во давањето. Затоа што како што на друго место ни се вели во Новиот Завет, поблажено, односно подобро е, повеќе среќа носи кога даваме отколку кога примаме. И тука морам да направам една мала фуснота. Оваа порака е за секој ден од нас со ние себични, егоцентрични тенденции и сите ние ги имаме нив. Оваа порака е можеби помалку за луѓе кои што се до толку посветени на другите, кои што до онаа мера до која што тие за самите себе си не се грижат. Значи, ово е првенствено за секој ден од нас, за мене, за тебе, кои што имаме себични тенденции и кои што таквите себични тенденции всушност ние намалуваат радоста во нашиот живот. Неколку работи сакам да спомнам како јас и ти можеме во пракса, и сакам да зборувам за пракса, затоа што често пати за нас теолозите се вели дека сме тотално неразбирливи. Затоа сакам да дам некакви идеи за пракса која што всушност ќе значи покана за среќа и покана за радост во нашите животи. Прво нешто е да седнете, да размислите, да си направите разговор со себе и да поразговарате со Бог, да се помолите на Бог и да увидите кои се оние нешта за кои што вашето срце онака силно чука? Кои се оние нешта кои што во вас будат страст, во вас будат ентузијазам, во вас будат елан и идентификувајте ги како такви. Зошто го кажувам ова? Повторно затоа што најквалитетните нешта од нас за другиот ќе ги дадеме токму во ваков контекст. Во контекст на наша ентузијазам и елан и експертиза, кога сите тие нешта ќе се спојат заедно, тие се нештата, тоа е тоа подрачје во кое што јас и ти на другиот можеме да му го дадеме најдоброто. Значи, ако не си многу по, не знам, што и да е, по компјутери или по технологија, не мора таму да се обидуваш да дадеш. Или ако не си многу по спорт, или ако не си многу по што и да е друго. Значи, немој да се обидуваш да бидеш нешто со не си, немој да се обидуваш да даваш во подречје кај што едноставно можеби ти е мрско реално. Затоа што во исто време имаш подречје кај што ти е нештото задоволство и кејф и мерак и токму тоа треба прво да се изолира, да се идентификува, да го помолиме Бог, тоа да му заблагодариме на Бог што ни дал такви можности, таков контекст и од таму да го почнеме нашето размислување. Второ нешто кое што сакам да го посочаме, откако ќе го идентификуваме тоа поле на ентузијазам, поле каде што ние најповеќе можеме да дадеме. Второ нешто е да видиме каде се наоѓаат потребите на луѓето, реалните потреби на луѓето. Пред веќе колку има 2 години бев на една обука во така да речем design thinking, значи промислување преку дизајн и таму ни кажа на еден елабориран, еден длабок начин една стара вистина. Значи да започнеме со реалните потреби, не со имагинарни луѓе, не со најверојатно луѓето сакаат, туку да земеме и да поразговараме со реални луѓе и тогаш еве втората точка, ако првата е најди својата страст, најди го своето поле на елан, втората точка е најди начин да ги интегрираш да интегрираш таа твоја сфера на страст со она што значи реална потреба на луѓето. И тука акцентот е на реална. Значи да имаме диалог и да влеземе во нешто што би се нарекло реално адресирање на човечките потреби. Трето нешто, за нас кои што често пати во Македонија знаеме да го кажеме и да кажеме дека леле, знаеш што е лесно, ако си ти во Западна Европа, или ако си ти богат, или ако си ти во, не знам, лесно име на американците тоа да го кажат со многу пари. Сметам дека Мајка Терезија се уште во право кога вели дека луѓето се во најголема потреба до ден денес, значи не за пари, можеби дури не ни за храна, иако има и такви луѓе со таква потреба, туку луѓето има најголема потреба од љубов. А љубовта се дава кога ние одвојуваме време и срце за другиот. Значи, ако немаме пари, нешто што најповеќе луѓето мислам дека денеска им е потребно е кога некој ќе ни подари или кога некому ние ќе подариме време. Значи давање на време. Давање на време да изслушаме некого, давање на време да бидеме со некого. Значи
да бидеме великодушни со овој ресурс кој што реално најбрзо некако ни се троши, нашите животи брзо поминуваат, а ова што го зборуваме можеби најдобрата инвестиција, да со наше време помогнеме на некој кој што има конкретна потреба. А третото нешто што сакам да го кажам е дека не мораме секогаш да измислуваме топла вода, туку да се поврземе со организации. Да се поврземе со организации кои што адресираат одредена потреба. Тука е секогаш прв ми доаѓа на ум Црвениот крст, секогаш имаат акција за помош, не знам, на одредено подрачје или на некој регион, собирање на храна, собирање на облека. И сметат дека ако имаме таква желба, ако имаме желба да помогнеме на другиот и реално онака не знаеме што да правиме, тогаш ние можеме да го направиме тоа со Црвен крст. Во последниве години тука во Скопје имаме еден куп други иницијативи кои што се дизајнирани за да пресретнат реални потреби. Една од моите омилени организации е Ретвитни оброк, организација која што дава оброци, која што приготвува оброци и дава оброци на оние кои што ги нема. Така да, ако сакате повеќе информации за Ретвитни оброк, многу едноставно. Само Google направите Ретвитни оброк, не знам, Скопје или Македонија или само Ретвитни оброк, на Facebook ги има, на Twitter ги има, на Инста, претпоставам дека се секаде и ако таму дадете дел од вашето време, и те како ќе искусите радост и среќа затоа што му давате конкретно не само, како да кажам, не само некому, туку му давате оброк на некој кој што го нема. И каква радост. Сме учествувале ние и како црква, и јас лично како поединец сме учествувале во Ретвитни оброк. Не знам како сега со пандемијава, секој петок се собира, готвеа за во сабота да дистрибуираат. Фантастично е кога ќе подготвиш нешто и дури и ако не го знаеш човекот за кој што е наменето, фантастично е да знаеш дека си направил нешто за некого многу конкретно и нешто кој што ќе му го збогати денот некому. Она што сакам да го кажам е дека во ова време наше на некој нагласен индивидуализам, значи нагласен индивидуализам, ќе направиме само добро. Ако јас и ти го прошириме нашиот регистар на среќа и радост и не се фатиме за јадицата на маркетиншките јадици кои што ни велат, сакаш среќа, купи си го ова, или сакаш среќа, отиди ваму или отиди онаму, и пак да не бидам погрешно разбран, не сум против такви мари задоволства. Секако дека купувам и си зимам работи и ги прошетам сите тие нешта. Ама овој предизвик кој што верувам дека Бог ни го дава денес, преку овој текст кој што го прочитавме, Филипините 2 глава, 3 и 4 стих, е една, како да кажам, отварање на порта или одење на пат кој што можеби некош си го одел, значи некош си бил посветен на помагање, од кои да е причини можеби не го правиме тоа во моментот, не го правиш, не го правам. И проширување на тој регистар на среќа наша, на наша радост. Затоа што јас верувам дека има вистина во една кинеска поговорка, и се нашалив на Твитер пред некој ден, дека сакам да научам кинески само за да ги проверам овие кинески поговорки. Зашто имам едно чувство дека луѓе кои сакаат нешто да кажат и сакаат да дадат тежина на тоа што ќе го кажат, на крај ќе напишат само кинеска поговорка. И па земи типа провери кинеската поговорка. Ама верувам дека ова е права кинеска поговорка, ова што ќе ви го кажам, или во најмала рака нешто што кореспондира со реалноста и со вистината. Кинесите велат вака: ако сакаш среќа од еден час, дремни си. И мислам дека ние сме среќна нација заради тоа што го слушаме овој дел на кинеската поговорка: ако сакаш еден час среќа, дремни си. Каква прекрасна порака за нас во ова неделно претпладне, таман ручек и после ручек дремнување. Ако сакаш среќа од еден час, дремни си. Кинезите се многу мудри и продолжуваат вака: ако сакаш среќа од еден ден, иди по риба. И јас сакам да идам по риба, или барем сакав да идам по риба до пред неколку години. Добро е што кинезите ме потсетија дека има среќа во ловењето риба. Значи има нешто што во тоа заедништво, во подготовките, во самото дружење во природа оди по риба. Ако сакаш, интересно е овој трет дел на кинеската поговорка, вика: ако сакаш среќа од една година, наследи богатство. И се не знам тоа како да наследиме ја и ти богатство, ама мислам дека сите ние кои што имаше такви еден куп стори, луѓе кои што добиле на лото, тука и знам во Америка доста такви примери,
огромна сума и веројатно година дена среќа, до крај на живот меланхолија. Значи цело после тоа е жалење, затоа што претпоставам дека можеби не сме секогаш најспремни одеднаш да имаме пари. Можеби ти мислиш дека си подготвен и подготвена, ама мислам дека има нешто што во таа динамика ќе те направи среќен за одредено време, за година дена, нема да трае таа среќа вечно. Кинезите завршуваат вака. Кинезите завршуваат и велат: ако сакаш да имаш среќа цел живот, помогни некому. Ако сакаш да имаш среќа цел живот, помогни некому. И мислам дека не постои поголема среќа од луѓе на кои што во даден момент можеби сме можеле нешто малку да им помогнем. Да ги видиме како растат, да ги видиме како се пробиваат во животот, како луѓе кои што во одреден период можеби не им било иш добро, сега застанале на своји нозе, и не само тоа, туку сега се тие во можност нас да ни помогнат. Нема поголема среќа од среќата која што ние можеме да ја примиме од очите на другиот. Од очите на другиот кои што ја доживуваат својата среќа, а ние во таа нивна среќа препознаваме наш удел, наше парченце во таквиот нивен живот. И кога јас и ти одлучуваме да даваме и да примаме, но денеска зборуваме за давањето, денеска зборуваме за пронаоѓањето на радост во давањето, во грижата за другиот. Кога таквото нешто ние ќе го искусиме, ние всушност знаете што се случува? Според она што нас Библијата ни го кажува. Ние тогаш учествуваме во редистрибуцијата, односно во прераспределбата на Божјата милост. Зашто јас и ти сме денес тоа што сме, не заради нашите 10 прсти. Секојаш ми е, нема, како да кажам, нема по-нереална изјава од тоа кој некој ќе ти каже со овие 10 прсти се ова направи. Тоа мене, знаете што ми кажува? Ако таква изјава ми дадеш, тоа мене ми кажува дека ти не си свесен за луѓето кои што те поддржувале низ твојот живот, околностите кои што ти се насмемнале, еден момент на како да кажам, на твое постигнување кој што се темели на многу други луѓе и на многу други постигнувања и на многу помош, на многу примање што си го имал во твојот живот. Пред 3 години на глобалниот лидерски самит кој што го организираме секоја година, Мелинда Гейтс ја праша зошто, како Бил Гейтс и таа стигнаа до тоа ниво на влијателност, на финансиска моќ и на сите тие нешто. Знаете што одговори Мелинда Гейтс? Мелинда Гейтс вика вака: Бил беше брилјантен дечко, но едноставно вика беше на право место, во право време, во моменти кога се развиваше таа IT технологија и имаше многу коцки што се склопија за тој да може да биде Бил Гейтс. Ако јас и ти имаме илузија за 10 прста, значи ако Бил Гейтс и Мелинда Гейтс разбираат дека се плод на многу луѓе и на многу примања од многу луѓе, тогаш немојте тие македонски со овие 10 прста се е направено. Никој не направил ништо сам во нашиот живот и затоа кога ние примаме од оваа Божја милост, зборувам за прераспределба, наше учество во прераспределба на Божјата милост. Сме примиле од многу луѓе, сме примиле од многу контексти. Тоа може да бидат семени контексти, образовни контексти, во контекст на, не знам, на пријателства, на компании, сме примиле многу нешта. Кога јас и ти даваме, ние правиме прераспределба. Ние кажуваме дека не сакаме само да бидеме луѓе кои што акумулираат добра во своите животи, току дека во нашето срце, во нашиот живот има простор за другиот. И како има простор за другиот. И кога во тој друг, пак ја кажам, ќе видиме таа среќа, тој напредок, наш еден мал можеби поттик за тие да станат тоа што Бог сака да станат. На среќата, на радоста и нема крај. И ние како црква, се уште нели во рамките на корона, но кога ќе завршат овие мерки, рестриктивни мерки, имаме неколку планови за учество и за помош на овој наш град Скопје и на Македонија пошироко. И ние ќе ве повикуваме. Јас уште од сега ве повикувам да, ако имате идеи или ако имате желба да се вклучите, да ни пишете, да бидеме во разговор и да можеме да го искусиме од прва рака. Суштинската момент на среќа, а тоа е дека навистина сме посреќни кога даваме отколку кога примаме. Ви посакувам одличен неделен ден.